Има ли жена која не сака безболно да се породи? Верувам не. На оваа тема за епидуралната анестезија и безболното породување разговараме со доктор анестезиолог Раде Биелик од специјалната болница за гинекологија и акушерство Плодност од Битола. Безболното породување е метода при која што на родилката и се овозможува процесот, природниот процес на породување да се направи што побезболен. Значи има повеќе методи, повеќе начини за обезболување во тој процес, меѓутоа златен стандард во медицината денес, во акушерството е епидуралната аналгезија. Значи повеќе методи се достапни, меѓутоа ова во светот денес е признаена и најсигурна метода за обезболување во текот на породувањето. Епидуралната аналгезија всушност представува регионална техника на обезболување, каде што се поставува епидурален катетер, тоа е едно тенко цевче, да го речеме така пристапно за поголемиот дел на јавноста, во слабинскиот дел на рбетот. Тоа пластично цевче се користи за давање на локален анестетик преку него во соодветни дози, при што се обезболува родилката до одредено сакано ниво. Таа нема да чувствува болка, меѓутоа ќе се ги чувствува своите контракции. Безболното породувањето си течи по нормален пат, значи ги чувствува контракциите, бебето си се спушта и породувањето е далеку по-безболно на овој начин отколку што тоа би било без оваа метода. Методата е толку безбедна и толку е денес усовршена што навистина такви нус појави се многу ретки, ако и воопшто ги има. Најчесто жените се плашат бидејќи изведувањето на аналгезијата е со боцкање во слабинскиот дел на рбетот и најчесто се плашат од евентуална повреда на нерв, се плашат од тоа дали можно е да после тоа се парализира пациент, односно човек. Значи тоа е едно лаичко прашање кое многу често го добиваме, меѓутоа навистина нема никаква основа за такво плашење. Тој епидурален катетер се поставува многу пониско од рбетниот мозок, така да не е возможно е негово оштетување и оштетување на таков нерв кое што би дало некоја промена во движењата или секојдневните активности после породувањето. Интересно е и за радување тоа што се почесто и почесто жените го барат. Во нашата болница овде во Плодност можам да кажам дека секоја втора жена го побарува ова породување. Тоа се должи веројатно и на тоа што денес информацијата е многу подостапна. Многу жени од нашите интервјуа што ги правиме со нив кажуваат дека имат информации од интернет, ги следат и процедурата им е многу јасна и достапна преку интернетот. Меѓутоа многу значајна и школата која што ја имаме во нашата болница. Жените, идни родилки ја посетуваат таа школа, се учат тоа како изгледа нормалното породување, посебно за првородките зборувам. Имаме ние анестезиолозите еден час одржуваме пред нив и им објаснуваме техниката од тоа како се поставени во текот на изведување на процедурата, понатаму што значи епидурална аналгезија, кои се можните нус ефекти и се разбира дозволуваме секакви прашања. Имаме разговор со родилките, тие се интересираат за различни аспекти од процедурата, така да навистина е интересот многу голем и многу е се почесто и почесто изведувањето на оваа процедура. Навистина тоа е еден природен процес кој што порано нормално бил болен, меѓутоа денешната современата медицина овозможува техника која што тој процес може да го направи да не биде болен. Значи не мора да боли породувањето.